Граѓаните кои што имаат какви било забелешки за застанувањето на автобусите треба да пријават до местните заедници и до општината во пишана форма, а може да се јават и на дежурните телефони, вели градоначалникот Максим Димитриевски во однос на реакциите на дел од кумановци дека некои од автобусите не застануваат на автобуските постојки и дека ги собираат патниците од небезбедни места. Редовно си ги плаќаме своите обврски согласно договорот со превозниците и превозниците имаат обврска да ги почитуваат сите однапред утврдени правила. До сега имавме неколку поплаки, каде што редовно се извршува инспекцијска контрола од страна на надлежните инспекцијски служби во делот на функционирање на јавниот превоз. Во оваа прилика апелирам до сите граѓани кои што имаат било какви забелешки по однос на функционирањето на бесплатниот автобуски превоз да ги користат дежурните телефонски броеви на општината и овие настани да ги пријават, а исто така и на ниво на раководители и председатели на урбани и местни заедници да достават и писмена пријава со конкретни прекршувања, евентуално доколку ги имало, во рамки на нашите надлежности ќе преземеме понатамошни постапки. Според Димитриевски, станува збор за квалитетен проект кој што функционира одлично, дека субвенцијата која се дава на превозниците е во интерес на кумановци како заштеда во семејните буџети. Во март месец ќе се анализира дали некои линии ќе се прошират, а некои ќе се укинат. Бесплатниот јавен превоз започна оваа година во месец јануари и ќе трае 6 месеци. Претходно на седница на Совет кон крајот на минатата година беше донесена одлука за воведување на бесплатен јавен превоз.